И здраво, дечки, добродојавте во моето ново видео. Денес правам реакција на најдобри македонски спортски моменти за 2019 година, каде што ќе видиме во кои се спортови сме направиле големи успеси, односно до 2019 се мисли, бидејќи видов дека има инсерти од претходни години, но како и да, се надам дека ви се допаѓаат вакви клипови. Ако ви се допаѓаат и доколку сакате да правам уште вакви реакции, обавезно лајкнете го овој клип, сабскрајбнете се на каналот Stefito24:7 и исто така запратете ме на Инстаграм Stefito24:7. Па не должам многу да почнем со самата реакција. Значи, како што пишува, најдобрите моменти во македонскиот спорт. Да видиме што се има. За почеток, успехот на кошаркарите од 2011 година како увертира, да. Сега прв момент е комета од Ѓорче Петров, европски првак во 2002 година. Јас не се толку сеќам, бидејќи буквално можам да кажам дека тоаш и не сум бил роден, поради тоа што не се сеќавам едноставно. На тоа сум имал една година, што се вика, и не се сеќам, ама нормално сум слушнал, сум видел инсерти, сум ми зборувале постари луѓе, да. Така што не можам нешто многу да коментирам за овој спортски успех, иако е навистина феноменално да се биде македонец. Иако е феноменално да се слушне дека една женска ракометна екипа ја освоила Европа. Следен успех на кошаркарите, мислам. Ова, не знам, уште не ми се верува каков успех остварија. Тогаш буквално сите комшии вика надвор кога заврши утакмицата со Литванија. Уште не ми е јасно како победија, наистина. Наистина не ми е јасно. Неверојатно. Ама тогаш наистина се погоди и екипата и имаше неверојатна тимска хемија и не послужи среќа нормално и не знам што да кажам. Наистина преубаво беше чувството тие денови да се биде македонец. Ова е во 2011 година, само да потсетам. И на ова се сеќам па најдобро, може да се каже. Бидејќи до последен момент, се додека не заврши на преворот, бев во исчекување, во неверојатна еуфорија. Само судијата да свири крај и да скокам од радост. И со оние коментари на Игор Трпески, неверојатно. Ќе биде запаметено за секогаш. Полуфинале на Македонија. Тоа е тоа. Неверојатно, уште не ми се верува. Меќелев цар. Борче Меќелебовски, како го има во македонскиот пасош напишано. Тоа беше најсмешно. Борче Меќелебовски. Добро, завршивме со кошаркарите, сега одиме на ракометарите. Македонија заврши петта на Европското првенство во ракомет 2012 година. И на ова се сеќам повеќе од добро. Значи, неверојатна атмосфера. Во Србија беше инаку ова првенство и знам, групната фаза беше во Ниш и буквално беа трибините, ако не со
30, па сигурно 50% од трибините беа исполнети само со македонски навивачи. Неверојатна атмосфера имаше. Да послужеше малку повеќе среќа, сигурно дека ќе стигневме и до тоа полуфинале. Но ете се случи тоа што се случи со данците во последна секунда и тоа е тоа. Но како и да, и петто место е одлично во Европа да си, знаејќи дека повеќето ракометни велесили се од Европа, не се од свет. Што се вика, и наистина европското првенство е многу потешко од светското кога станува збор за ракомет. Ама феноменално, наистина и тогаш една година веднаш по кошаркарите, мислам дека не беше ниту година, туку веднаш зимата, да, значи септември 2011 кошаркарите, четврто место, јануари 2012 ракометарите петто место, значи феноменално. Феноменално. Да, сега одиме на женскиот ракометен клуб Вардар, кој што два пати играл финале на Лига на шампион 2017 и 2018 година. Ова искрено не го пратев многу, но бев во тек дека стигнале дека отишле на Final Four, дека беа блиску да освојат, но дека два пати немаа среќа да освојат. И да, како и да е, одличен успех и за нив, и второ место не е нормално мала работа да се биде во Европа. И ако барем еднаш да се крунисаше таа напорна работа, да се, иако одлично ќе беше да се крунисаше барем еднаш таа напорна работа и да се покори Европа. Но како и да е, тоа е тоа, одиме понатаму. Македонија под 21 година се квалификува на Европско првенство 2017. Да, и на ова се сеќам феноменално, бев буквално на последниот надпревар, каде што го игравме против Шкотска, да, на градски стадион. Победивме 2-0, се сеќам, и тоа беше на 11 октомври, значи подобар повод за славење на празникот не можевме да добиеме од пласман на некоја фудбалска репрезентација по прв пат на Европско првенство. И тоа знам дека овие првенства што се организира под 21 година беа многу, да кажам, потешки за да се оствари пласман на самото Европско првенство, од причина што настапуваат само 12 најдобри селекции во Европа. И од секоја група поминуваше само првиот, а бевме во група со Франција, со Украина, со Шкотска, Северна Ирска и не сеќам дали беа Фарски острови, дали беа Андора, наистина се сеќам, но како и да нема врска. Тоа е помалку важен податок. Но ете, на крај успеавме една Франција да ја поминеме, што беше наистина феноменален успех и голем број од играчите отидоа чекор понапред во своите кариери, така што најдоа подобри ангажмани во европски клубови и исто така прогресира во А селекцијата на Македонија, која што веќе знаете дека оваа година успеа да се пласира на европско првенство, значи и А селекцијата успеа во тоа. Но за жал тоа го нема во овој клип, но како и да е, ќе направам реакција и за тоа. Тоест, ако сакате да направам реакција, обавезно ставете лайк и сабскрајбнете се на каналот за уште вакви видеа. Одиме понатаму, ракометен клуб Вардар, европски ракометен шампион 2017-2018 сезона. Да, и на ова се сеќам феноменално. Феноменално се сеќам на ова, кога ни дадоа гол на 6 секунди пред крај, бев не ми се веруваш, значи си викам готово, нема шанси да освојат сега, во продолжение ќе отидат, па психички ќе бидат појаки овие, ама за 6 секунди што се случи.
Еве што се случи за 6 секунди. Неверојатно. Неверојатно. Феноменално. Феноменално. И кој ќе ги додадеш уште овие коментари на овие наши најдобри македонски коментатори, тоа е феноменален спој на чувства. Кога гледаш пред телевизор. Како и да е, како и да е, време беше малку да ни пуштат и ние нешто да освоиме, што? Овие французите имаат освоено безброј надпреварувања, имаат, не знам, олимписки прваци, европски прваци, светски прваци, Лига на шампиони, што повеќе да освојат. Е интересно само тие да освојат и решија на Вардар да им пуштат и добро решија. Добро, да одиме понатаму. Фудбалски клуб Вардар се квалификува за Лига Европа 2017-2018 година. Да, и на ова се сеќавам феноменално, бидејќи бев со другар во една кладилница, каде што го гледавме во живо надпреварот и неверојатно беше атмосферата, како лупаа по маси некои кои што беа внатре. Значи, буквално, ко да сум на стадион, ко да има навивачи, беше атмосферата и одлично си поминавме тој ден со другарот и потоа отидовме и на два надпревари, кога влегува во Лигата на Европата, повлегува во Лига на Европа, тоа беа со Реал Сосиедад и со Зенит, за жал не се прославија, од Зенит изгубија 0-5, од Реал Сосиедад 0-6, но како и да е, одличен успех со оглед на тоа дека претходно ниту еден македонски клуб не успеа да избори пласман во било кое европско надпреварување, дали Лигата на Европа или Лига на шампиони. Така што и ова беше феноменално чувство за мене и за мојот другар нормално. И потоа одиме на Вардар европски ракометен prvак 2019 година. Да, значи ова беше втората европска титула, инаку бев и на пречекот на откако освоја, кога се вратија во Скопје и не знам како да го опишам тоа чувство, тоа наистина треба да се доживее, не може да се опишува толку лесно. Пред, ајде да не претерам, ама 100.000 македонски народ да излезеш и да пееш песни, да славиш за титулата, нешто не заборавливо, неверојатно, не знам како да го опишам наистина. И бев пресреќен, мислам, ајде еднаш што освоја, беше феноменално, ама два пати тоа е супер феноменално, не знам како да го опишам поинаку. И да, и со Карачич успеав да се сликам, кој што беше MVP на тој турнир и наистина неверојатно чувство. Но многу не израдува сите овие македонски спортски моменти во изминатата декада, можам да кажам, бидејќи потнавме по повеќе. Од 2002 до 2019, еве сега кој ќе се вброи европското и пласманот на фудбалерите на европското првенство 2020, значи да, 18 години, рече си 2 декади. Да, тоа е тоа. Не знам што друго да кажам, освен тоа дека треба да бидеме благодарни и горди што сме македонци, дека преку спортот најмногу се обединуваме, дека преку спортот останатиот дел од светот разбира за нас како држава и не знам што друго да кажам, освен дека треба секогаш да дадеме се од себе во животот, бидејќи не знаеме кога ќе ни се понуди таа феноменална прилика што ќе ја имаме како што ја имале во тие моменти овие спортисти и дека не треба ништо да се земе здраво за готово и
секогаш да се оди на највисоката цел. Тоа е тоа за денес, дечки. Се надам дека ви се допадна и овој клип. Ако ви се допадна, обавезно лупнете лайк, значи лупнете јако, лупнете subscribe, значи на мојот канал Stefito24:7 и запратете ме на Instagram Stefito24:7 за да видите што правам додека не снимам и едноставно да пратите кога ќе излезе нов клип, па друг пат ќе ставам како пол да одберете вие кој клип да го ставам. Тоа е тоа за денес, па до следен пат останете ми добри. Поздрав!